Сега ќе одиме на друга тема, и ова некој 21 век, се уште во светот, па и кај нас децата се користат за работа, иако тие го имаат, нели, уставното загарантирано право, додека се деца, да учат, да се образуваат, да се социализираат и нормално да имаат нормален живот. Да, не можеме да останеме слепи на сето она што го гледаме постојано во улиците. Се чини, Александар, дека малку е намалено. Не знам, да, нагло. Реално, да. Дали ги тргаат, дали не знам. Печатокот ми е таков, меѓутоа се уште се среќаваат дечиња кои што се злоупотребени на овој или на некој друг начин кога станува збор за искористување, грубо искористување на нивниот труд. Инаку денешниот 12 јуни е светски ден против злоупотреба на детскиот труд, па оттаму и ние се занимаваме со оваа тема. Димитар Бабалков е во живо во Меѓаши и ќе зборуваме на оваа тема за состојбите и дали навистина е намален бројот на злоупотребувани деца. Добро утро, Диме. Добро утро, колеги. Ова прво вклучување од терен го правиме од пред првата детска амбасада во светот Меѓаши. Токму денешниот ден се одбележува како светски ден за заштита на децата на улица, односно против злоупотреба на детскиот труд. За жал, Скопје и поголемите градови со години па и децении се сведоци токму на оваа појава. Раскрасниците во главниот град се најчестото место каде што може да се забележи токму злоупотреба на детскиот труд. Каква е ситуацијата во моментов што се менувало низ текот на годините, колку институциите си ја вршат работата или пак потврлаат токму и во овој сегмент, но и што можат да направат од невладиниот сектор, е тема на разговор и анализа во продолжение. Добро утро за господин Нушков од детската амбасада Меѓаши. Денес е светскиот ден. Каква е ситуацијата во моментов во главниот град и во поголемите градови, вклучувајќи ги туристичките центри, бидејќи како што доаѓа летната сезона, нели, често се слуша и моментот дека се прави транзит токму на децата, на питачите, да се пренасочуваат токму во тие поголеми градови каде што има и поголема фреквенција на луѓе. Добро утро. За жал, состојбите не се многу променети. Важно е да напоменеме за јавноста дека кога говориме за злоупотреба на детскиот труд, тука не е само работата на нива, работата во фабрика или она што кај нас е највише забележливо, питачењето на улица, мијењето стакла, продавањето ситни предмети, како што рековте, во туристичките центри е зголемена видливоста. Секако постојат и други форми на злоупотреба, постои трговија со деца, постои сексуална злоупотреба. Така да, генерално, може да кажеме дека има одредено подобрување во свеста кај јавноста во смисла да препознава, да покренува прашање, да пријавува. Меѓутоа, состојбите не се значително подобрени или променети, потребно е да се работи. Станува збор најчесто за семејства кај кои што трансгенерацијски се пренесува тој модел на однесување. Така да цениме дека е потребно да се работи со семејствата, да се нотираат, да службите да излезат на терен и да се вклучат децата, особено во образование, зашто тоа е еден од начините да се прекине тој затворен круг. Сега да, се сложувам во летните месеци, децата не се на училиште и е полесно да бидат, посебно во семејствата каде што се случува таа злоупотреба, да бидат видливи на улица и да бидат користени како алатка да допринесат за семејниот буџет. Денеска е светски меѓународен ден за заштита на детскиот труд, односно да се спречи таа негова злоупотреба. Различни кампањи деновиве се вртат не само во Македонија, туку и на светско ниво и на социјални мрежи и сето тоа, но кога ќе излеземе на улица, на терен, ми се чини дека тие кампањи скоро да се и невидливи за тие кои се најмногу засегнати. Колку институциите според вашите извештаи и истражувања буквално си ја работата или повеќе се фокусирани на тој маркетиншки момент како прикажување на јавноста дека еве се дава значење моментно на терен, ситуацијата скоро и да не се менува? За жал, искуството говори дека имаме робусни и големи акции од кога ќе се случи некоја трагедија, не треба да дозволиме се случи трагедија, или под притисок на јавноста. Ако помалку се видливи децата на улица, тоа не значи дека, односно злоупотребата на детскиот труд, тоа не значи дека не е присутен, тоа значи дека е прикриен, добил друга форма. Така да треба координирано да работат институциите, особено социјалните служби, во детекција и во работа со родителите.
Често пати ако говориме кои се причинителите да дојде до оваа состојба, најчесто најлесно се каже дека е тоа не и највидливо е сиромаштијата. Меѓутоа, кога децата и немаат документи, не користат сервиси, не се вклучени, не се опфатени, често пати станува збори за семејства кои што се движат. Значи потребна е теренска работа, соработка меѓу институциите и нивно вклучување, бидејќи нема да дојде до позитивна промена доколку не се работи така. Колку граѓаните знаат или можат да ги препознаат токму ваквите форми на злоупотреба на детскиот труд и колку често се обраќаат до ова, што може во едни такви ситуации да се преземе, да се действува, односно прашањето ми е дали обичниот граѓанин може да реагира за да ја промени ситуација? Се разбира, може да пријави до граѓанските здруженија, до Центарот за социјална работа, институциите исто имаат броеви, така да апелираме да се пријавуваат овие случаи, бидејќи така се прави притисок на службите кои се задолжени да работат на оваа проблематика и ние секако стоиме на располагање со нашите капацитети. Што се менува низ текот на годините, што покажуваат вашите истражувања, вашите анализи? Знаете што, дефинитивно е утврдено дека децата што се вклучени во образование, што се видливи, правиме промена во нивното однесување. Значи, основното и средното образование се задолжителни, меѓутоа исто така имаше претходно позитивни мерки кои што треба се зајакнат за овие дечиња уште во градинка да се вклучуваат, бидејќи е докажано дека и да кажеме и воспитачката е еден позитивен пример на однесување каде што они го обликуваат својот карактер. Првите години на раст и развој се најважни за формирање на личноста и тука треба да се насочиме. Значи имаме и бебенца кои што се злоупотребуваат за да се генерираат средства. И тие дечиња на 2-3 години се најранливи, тоа не е нивен избор. Значи, треба да се инсистира, да се детектира, да се мотивира, да се работи со родителите и децата се вклучат уште во градинка и да проложат и да во меѓувреме да бидат и поддржани во целиот тој процес. Значи, казнените мерки како одземање на родителство треба да се користат во крајна нужда, значи треба да се применуваат позитивни пристапи, работа со семејствата, теренска работа, евиденција и соработка меѓу институциите. Во повеќе наврати и вие потенцирате дека голем дел од тие случаеви или тие деца се без документи, немаат никакви начини да може системот државата да ги евидентира или да ги забележи. Колку тоа отвара дополнителен проблем, бидејќи ако се водиме по правилото да решиме еден проблем, треба да знаеме колкав е тој. Имаме ли некоја јасна проекција за каква е ситуацијата, број на деца питачи или воопшто злоупотреба на детски труд? Со точна бројка не располагаме, меѓутоа оно што е позитивно што можам да го кажам како член на Миѓаши, постојат иницијативи и во моментот течат иницијативи поддржани од меѓународни организации во кои што се вклучени и локалните институции, граѓански здруженија кои имаат за цел да изготват национални акцијски планови што ќе се однесуваат на деца и млади и кои меѓу другото ќе таргетираат и оваа група, односно дечиња кај што се има злоупотреба на трудот. Ние имаме позитивни закони, добри протоколи за работа. Секогаш е предизвикот примената во пракса, недостигаат некојаш средства, недостига стручен кадар, значи треба на повеќе полиња да се работи. Меѓутоа има позитивни иницијативи и верувам дека ќе има намалување, меѓутоа за да се каже дека сосема се справиле свој проблем, потребни се години. Така е, како што велите и во светот се случува тоа, за жал па не и во Македонија, можеме ли да направиме некоја паралела во земји од регионот па и во светот, какви пракси таму се преземаат за да се смени ситуацијата, а во Македонија некако се каска во место, иако можеби црно на бело на хартија се менуваат работите, примената што велите скоро нигде не е забележителна. Да, се следат околните држави, се разбира и европските, меѓутоа пак ќе кажам на хартија ние може да усвоиме и да ископираме и да прифатиме одредени пристапи и протоколи. Предизвикот секогаш е дали постои персонал, дали постои поддршка од државата, дали се одвоени средства, така да мислам дека и во регионот се сличните предизвици. Со тоа што нормално сега сме во еден мирен период, претходно имаше и бегалска криза и така натаму и тука е голем предизвик да се следат и дечиња без документи, странски државјани, семејства кои што постојано го менуваат своето место на престој, така да ќе биде предизвик секако и во наредните години.
Дали доколку некој граѓанин забележи дека има таков случај, пристапи на тие луѓе, ви се обрати вас, дали е можно да добие еден вид на психолошка поддршка тука кај вас во Меѓаши или се уште се работи на развивање на тој момент? Мислите поддршка на семејствата кои што се го злоупотребуваат трудот на дечињата? Па да, стручните ние можеме да дадеме упатување и поддршка, меѓутоа ние немаме таков сервис, да кажеме. Во минатото Меѓаши имаше центар кој што поддржуваше такви дечиња. Утврдено е дека тоа ја облажува состојбата, меѓутоа тоа е капка во морето, не може да го реши проблемот. Потребен е координиран пристап меѓу институциите и соработка, ние сме тука да помогнеме и да упатиме секако. Така, за крај од овој разговор, која е вашата порака и до граѓаните, но и до институциите во име на првата детска амбасада Меѓаши во светот, токму по повод денешниот ден? Значи, дете на улица, дете каде што е злоупотребен, неговиот труд не е проблем. Детето е жртва. Детето е производ на системот кој што тоа не е показател дека системот не функционира, дека семејството не функционира и треба тука да ја бараме грешката. Децата се дополнително жртви и како што кажав, доколку се иде со поригорозни казнени политики, одземање на родителско право, дополнително детето се става во тешка ситуација. Потребно е да ги разбереме, да ги поддржиме, да пријавуваме и да инвестираме средства и капацитети за промена на оваа состојба. Ви благодарам за гостувањето во утринската нас. Ви благодарам. Почитувани, за крај можеме слободно да констатираме дека низ годините сме сведоци на бројни кампањи, бројни проекти поддржани од различни институции во светот, но ситуацијата на терен скоро и да не се менува. Бројни се децата жртви на злоупотреба на детскиот труд не само во главниот град, туку и во поголемите градови на територијата на цела држава, а најмногу таквата ситуација еве во овој летен период се забележува во туристичките места. Од друга страна, психолозите и стручните лица истакнуваат дека никогаш не треба да им се даваат пари или да се купуваат оние ситни производи кои ги продаваат токму децата кои се на улица, бидејќи им колку и тоа да изгледа дека во овој момент им помагаме, правиме хуман чин, од друга страна само ја продолжуваме долгогодишната голгота низ која поминуваат, односно се продлабочува она криза на злоупотреба на детскиот труд. Бројките на глобално ниво покажуваат дека доаѓа до некое намалување, но тоа не е значително со оглед на ситуацијата на теренот. Ќе продолжиме како утринска екипа да ја следиме ситуацијата и понатаму и благовремено да ве информираме, а доколку колеги во моментов немате дополнителни прашања, јас ќе го заокружам ова вклучување од терен токму од пред првата детска амбасада Меѓаши во светот, токму по повод денешниот ден, меѓународен ден за заштита на злоупотреба на детскиот труд. Добра поента Диме и апел. Навидум сурово е да не им се дадеат пари или да не им се купи нешто, но од друга страна на тој начин учествуваме токму во таа злоупотреба, бидејќи штом тие обезбедуваат приходи за оној што ги злоупотребува, истата агонија и ќе продолжи. Ти благодарам за вклучувањето, се гледаме со тебе за 1 час од сега на нова тема.